na kolena, vo molitva pokajnička. Prosti mi se odkáža od drevo od smrten. Tatko môj nebesen i slovo Božjo mi isprati. Synom svoj Isus da ne spasim, pokorodem od tebe su. Tatko môj nebesen, Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Tatko môj. Ja molam, Gospode Isuse Hriste, Tatko moj, u ime Tone Isus, i deneska neka sleže Tvoj duh. Neka ovije slova ги допрат сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе повикаат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Не можам повеќе, научи ме да љубам, да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој греф и да ја прифатам Твојата волја во мојот живот и за гревовите на моите предци да се покајам и да го барам Царството Божјо, Царството Божјо. Тоа е суштината. Исус ги укорува книжниците и фарисеите. Тоа е една категорија на христијани кои мислат дека знаат, и е суштински проблем кој не ти дозволува знаењето возгордејува да исчекориш кон Исуса, вистински да се претопиш во Исуса, вистински да се облечеш во Исуса. Тогаш Исус му говореше на народот и на учениците своји, велејќи им: на Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи. Тие се тие. Значи, тие сами седнаа. Предходно Исус, односно Отецот Небесен на израелците им даваше водачи. И потоа тие почнаа сами да се избираат водачи. Ете, тоа е суштината. Човек поставен од луѓе, по земни правила, и човек поставен и избран од Исуса. Затоа се што ќе ви кажат да пазите, а тие го цитираат Словото. Пазете и извршувајте. Што? Па љубовте, љуби го својот ближен како себе си. Според делата нивни не постапувајте. И имаме видено во многу заедници дека луѓето се разочарани од човечката природа на водачите. Бидејќи тие не се водени од дух, првин доаѓа до конфликти, до неразбирање, немаат одговор на прашањето, болни се, осамени, слаби се, нема отчитување. Тие говорат, а не извршуваат. И христијаните се воглавно тие говорат, а не ја извршуваат љубовта. Првата прилика и трчаат: помаш, маловернику, зошто се посомнева Петар. Врзуваат бремиња тешки и мачни за носење, кажуваат правила и теории, ги клаваат врз плеките на луѓето, а сами не сакаат со прст да мрднат. Видите, целата суштина е во тоа. Тие не живеат така, само кажуваат. Тој како хирург кој треба да кажува како се оперира, а не знае да оперира, или актер, некој предава актерство, например, а не знае да глуми, не знае да зборува, или говор предава, а не го поставил својот глас. И сите своји дела ги прават да ги видат луѓето. Ги прошируваат своите записи. И ние имавме таков случај. Ке дојде и се моли 15-20 минути. Вака, Господе, Господе, така, Господе, вака, Господе, овој, Господе, 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 интонација научена. Во една заедница, таму деноминација. И посетите, например, во градот кај што живеам јас. Ке видите таа интонација: Господе, ова, да, Господе, да, Господе, ти сакаш ова, Господе. Како ти да му порачуваш и да му кажуваш на Господ што заборавил да направи. Ги продолжуваат ресите на својата облека. Сакаат прво место на гозбите и предни места во синагогите. Исус беше последен. Кој сака да биде прв, нека биде последен. И поздрави по улиците да ги викаат луѓето: рави, рави. Имаше еден пастор. Предходно беше нешто друго.
На брзинка стана пастор со полагање раце. Чашата да му е донесена, водата, па сцената, па бината, па ако пееш фалш се лути, па некој ако закаснил се лути. А потоа се лути на своето семејство, вика по сите. Мирот свој ви го давам. Каде ти е мирот, Исусов синко? Штом го немаш мирот, Исусов, го немаш Исус. А вие немојте да се нарекувате рави, зашто еден е вашиот учител. Ова е добар момент. Христос, а вие сите сте браќа. Христос е учителот. Јас не зборувам, Он зборува низ мене. Он живее во мене. Тоа е принципот на христијанство, на соединување во еден дух со Исуса Христа. И никого на земјата не викајте го татко, оче. Зашто еден е вашиот татко, оној кој е на небесата. Тој ми е татко. Јас имав земни родители, слава ти Исусе. Ги предадов во твоите раце со радост, татко ми кога замина. Радост имаше во очите. Мајка ми се помоли утреден та замина. Не беше лесно, требаше да се издржи во Исус, да ги донесеш до таму. Слава ти Исусе. Долготрајната молитва, спротиставете се со тврда вера, постојана молитва секогаш вродува со плод. И наставници немојте да се нарекувате, зашто еден е вашиот наставник и учител, Христос, но најголемиот меѓу вас да ви биде слуга. Слуга. Па не тераше додиме да му копаме во градината, па да му чистиме дома, па да му купуваме, да му даваме пари, да го збогатува својот имот. Тоа е суштината. И гледаш дека таму нема Христос. Зашто кој се воздигнува, ќе биде понизен. Пазете го овој стих. Кој се понизува, ќе биде воздигнат. Тешко вам, книжници и фарисеи, тие што мислат дека го знаат Словото, а не го извршуваат, не умеат да љубат, затоа што ги затворате Царството Небесно пред луѓето. Ти викаш, не оди во таа црква, не оди во ова, не оди она, лидерска заедница осудила таму некој. Сами судете се први на себе си, а другите, зашто ниту вие влегувате во Царството Божјо, ниту ги пуштате да влезат оние што сакаат да влезат. Ете, тоа е тоа, кога мислиш дека го знаеш Словото и проповедаш самиот, според човечки доктрини, според човечки учења, не те води Духот. Не те води Духот Божји, а Духот ја знае вистината. Духот е исцелителот и утешителот. Ако немаш Дух, Духот е мирот и љубовта. Тешко вам. Тешко. Книжници и фарисеи кои го знаат Словото, а немаат љубов, не го извршуваат Словото. Да го извршува Словото, значи да живееш како Исус, да постапуваш како Исус. Кога немаш сила, бараш помош од Него, зашто ги подјадувате домовите на вдовиците. То се души без Исус. Разбирате? Вдовици, тоа е црква без Исус, без Дух. И лицемерно долго се молите, како и телесни вдовици. Заради тоа ќе добиете поголема осуда. Не барајте мнозина да бидете учители. Поголемо осудување ќе добиете. Тешко вам, книжници и фарисеи. Тоа го кажува повеќе пати. Да избројам колку пати. Зашто обиколувате по море, еве овде, како јас по копно, за да добиете еден следбеник. И кога тоа ќе се случи, го правите син на пеколот двојно поголем од вас, бидејќи без дух. Христијанство без дух. Дека нема дух покажува дека се тие поделени заедници. Ако има, например, 100 заедници со различни нијанси, значи има 100 духа. Ние се препознаваме кои сме во еден дух, малкумина сме. Тешко вам водачи слепи. Тоа е тоа. Кој вели ако се заколне некој во храмот. И сега некој е правило вака ако направиш, така ако направиш. Не е ништо, но ако се заколне некој во златото на храмот, виновен е. Па храмот е каде што беше ковчегот на заветот. Ковчегот на заветот се чуваше во олтарот на храмот. Бидејќи никој не можеше да се допре до него ако не е чист, ке умреше.
To je suština i slika i vistinski nastan. Pazite, bezumni i slijepi, što je poголемо златото или храмот кој што го осветува златото? Што е битно дали се колнеш во храмот, или во златото, или во икони, или во фрески? Се поклонувам на икони и на фрески. Требаше да дојде во заедницата. Дали да дојдам? Па не доаѓа, седи малку, размисли. Ние продолживме да се молиме, например, со тој сотрудник, со таа намерник. Има проблем таму некој во семејството. Таа сеќава промена при молитвата, ама не доаѓа. И тоа е почеток на фарисејство. Значи, читаш, малку се молиш, ама не доаѓаш пред Исус. Јас само ми покажувам, онде е вратата, она е Исус. Таа треба да исчекориш. Да се оставиш таму позади и да се облечеш во љубовта. Исто така велите, безумни и слепи, што е посветот, дарот или жртвеникот што го осветува. Ако некој се заколне во жртвеникот, ништо не е, но ако се заколне во дарот, виновен е. И жртвеникот е местото каде што ги жртвувале животните и со нивната крв се откупувале. 14 по 3 генерации, околу 3000 години најмалку, ги чекал семокниот Бог израелците. Безумни и слепи, што е посвето, а кој ќе се заколне во жртвеникот, се колне во него во се што е врз него. Не колнете се. И кој ќе се заколне во храмот. И затоа тој вели, не колнете се ни во небото, ни во земјата. Ни во небото, ни во земјата. Небото е подножје на нозете негови, земјата е подножје на нозете Исусови, на Таткото небесен. Небото е престолот Божји. Кој ќе се заколне во храмот, се колне во него. И во оној кој живее во него. Зошто да не се колнеш? Па бидејќи не знаеш дали можеш тоа да го извршиш. Не се грижете за утре. Не се грижете за утрешниот ден. На секој ден доволно е. Не знаеш дали ќе се случи. Ако сака Господ. Значи, колнењето е заколнување и ако не го извршиш, остануваш врзан во тоа, во зборовите своји. Кој ќе се заколне во небото, се колне во престолот Божји и оној што седи во него. Затоа вели, не колнете се. Не колнете се. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, давате десеток. Пазете го овој стих, од Нане и Копра и Ким, и сте го оставиле најважното во законот. Значи, даваш десеток даваш. Праведност, милост и вера. Видите, не е суштината во давањето по принцип. Суштината е дека вие треба да давате нешто од себе си, од срцето. Нисам ја још написал, али овако увек, свако јутро, молим се Господу Богу, најпре Оче наш, па онда ову молитву која ми ја кажем, не знам, нисам... И тоа гласи овако. Молим те, помогни ми. Господе Боже Исусе Христе, једини, сремотни и праведни, кои си на небесима, и на Сине Божи, и научи ме како да најбоље искористим своје умне и физички способности, како би сачувал памет своју, здравје своје, како би помогол себе, своје породици и другима, ali to da bude po tvojoj volji. Znači, najpre ujutru se molim Bogu, da Oče naš, pa onda ovu koja mi je sama došla u glavu i to sam onako, ali kažem vam, nisam je još napisao. Znači, ja sam Srbin i na srpski pričam, a u Skoplju sam studirao tako i makedonski zborom ubavo, solidno. Molim te, pomogni mi, Gospode Bože, Isuse Hriste, Sine Božji, koji si na nebesima, i nauči me kako da najbolje iskoristim svoje umne i fizičke sposobnosti, kako bih sačuvao pamet svoju, zdravlje svoje, kako bih pomogao sebi, svojoj porodici i drugima, ali to da bude po tvojoj volji. Hvala ti na dosadašnjoj pomoći, Gospode Bože Isuse Hriste, koju i u buduće očekujem. Amin. U ime Oca i Sina Svetoga Duha. Amin. Da ste živi i zdravi. Da nisam pozitivan, nešto mi nije u redu, i onda ja šta ću da radim, pa onda molitvu Oče naš, ili ovo sad što sam vam pričao, molim te, pomogni mi, Gospode Bože Isuse Hriste, Sine Božji, jedini, svemoćni i pravedni, i onda to ponoviš više puta. Da li ja u kom se položaju nalazim nije bitno, može i da ležim i da sedim, ali možda je pravilno da se ustane i da se to, ali sad
I ovo pomaže, da vam kažem iskreno. Sad drugo ne bi imao šta da vam kažem. Znači kada vas nešto boli... Ne boli. Povičete Kad negativne misli vam dođu u glavu. Tako. Kad vam negativne dođu misli u glavu i vi to radite, pa ponovite više puta i onda se menja situacija. To je kod mene, valjda kod svih to važi, ili tako? To je isto. Maco, Isus, da, tako je. Ja kažem, moj Gospod Isuse Hriste. Maco, ja ovo pričam što od mene ne važi. Sve moje grehe. Tako. Tako kažem. Ja sam iz Bujanovca, diplomirani sam agronom na Skopskom univerzitetu. Stanovao sam u Stiv na Umom i Kuzmanjov Sisovski Pitu. Imam mnogo dobrih drugari od cela Makedonija. Zovem se Bora Mlađenović, živim u Bujanovcu, mene maltere svi poznaju. Pružam ljudima usluge iz moje struke. I mir vi dava, Isus vam daje mir. I ovo što sam vam rekao, to mi je došlo tako. Rekao sam da nisam još zapisao, ali moram da napišem pa da dadim i drugima. U srce to je zapisao. Tu je, pa ne mogu da ga zaboravim, samo možda ga proširim. Jedan moj prijatelj, kad sam to prvi put sastavio u glavi, ali mi posle došao još i dao sam mu njemu da naučim. Ne mogu, kaže. Ali rekao, slušaj, sad to više nije to. Sad je malo drugačije, za malo sam ja to proradio, proširio, tako mi je došlo, ali sad više nema ništa suvišno, nema šta da se... Tako, da ste živi i zdravi. Pozdrav, Sena i Boga. Ete, Gospod mi prati jedan... Treba da prijateljka da mi dođe. Namernik. Jedan namernik i kako se moli na Isus Hristos. Така действува нашиот семоќен Бог. Па прекинавме малку и продолжуваме каде што застанавме. Значи, те сакам, Господи Исусе Христе. Тешко вам, вика книжници и фарисеи, давате десеток од нане, копра и ким. Значи, даваш десеток како правило, а го оставаш најважното во законот. Праведноста, милоста и верата. Праведноста е Исусовата праведност. Милоста е милост кон сите, а не жртви. Верата е Исусовата вера. Дали имаш вера во Исус Христос? Дали ќе се додржиш во Исус? Дали ќе останеш во Исус? Дали ќе љубиш како Исус? Дали се сомневаш или остануваш? Значи, поважни се праведноста, милоста и верата, да се предадеш во Исус. Кога ќе се предадеш во Исус, се твое ќе биде негово и се негово твое и ќе го употребуваш твојот имот за Божја слава. Водачи слепи, вие комарецот го цедите, а камилата ја проголтувате. Камилата која треба да влезе во иглени уши. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто ги чистите чашата и чинијата од надвор. Значи, од надвор е добар, а внатре има немир. Додека внатре тие се полни со грабеж и неправда. И гледаш дека нешто не е во ред. Дарбата да ги препознаваш духовите е битен момент. Духот што е во тебе ти кажува. Сум видел многу водачи на заедници, пастори, кои прават грешка во проценка на луѓето. Кога духот е во тебе, ти знаеш дали тој човек е во Исус или не е. Ако не е во Исус, јас немам доверба во никого. Само во Исус верувам. Верба и доверба. Те сакам, Господ Исусе Христе. Очисти ги чашата и чинијата најнапред внатре, за да бидат чисти од надвор. Значи да го исчистиш твоето срце, да исфрлиш од него. Се да исфрлиш од телесноста. Исус да се насели. Тоа е суштина како се прави тоа. Па треба да бараш помош од Исус, да го љубиш, например, првим ближниот, тој што те нервира, па после да се менуваш во љубовта. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто личите на варосани гробови. Варосани гробови, што од надвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Значи, внатре што има во човекот, само духот знае. И тоа е суштината. Тоа е суштината. Да видам јас како живееш, ти ја зборуваш за Исус, тие зборуваат, а не извршуваат, е важен момент. Говорат, но не извршуваат. Нема сили да ја извршува љубовта, да го љуби својот ближен. Така и вие однадвор им се покажувате на луѓето како праведни, а внатре сте полни со лицемерност и беззаконие. Однадвор се покажуваш. Тешко вам, книжници и фарисеи,
Лицемери зашто им зидате гробници на пророците и украсувате спомениците на праведните. Па велите да живеевме во дните на нашите татковци, немаше да станеме нивни соучесници во крвта на пророците, бидејќи израелците, сите пророци што им ги испрати самокниот Бог ги убија. На крај ги распна, Исуса го распна. Тоа покажува каква е нивната природа, зошто го избра Бараба. А со тоа сведочите сами против себе, дека сте синови на оние што ги убиле пророците. Затоа ние се молиме да се покаеш за гревовите на своите предци. Дополнете ја и вие мерата на татковците ваши. Змии и рожбија спидини, како ќе побегнете од осудата за во пеколот. Пазете, тој зборува на израелците, им зборува. На фарисеите, садукеите, писмознанците, тие кои го знаат Словото. Ова го повторувам постојано за да разберете дека тие што мислат дека го знаат Словото, не го знаат. Тој што сака да биде прв, нека биде последен. Исусов следбеник е оној што живее како Исус, љуби како Исус, има мир како Исус, има отчитување како Исус, простува, не осудува, ги љуби сите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Затоа јас ви праќам кај вас пророци, мудреци и книжници. Семокниот Бог праќа, Отец. Едни ќе убиете и распнете, веќе го направиле тоа, други ќе тепате по синагогите ваши и ќе ги прогонувате од град во град. Значи, тоа е суштината. За да падне врз вас сета праведна крв што е пролеана на земјата. Од крвта на праведникот Авел, Каин го убива Авела, синовите на Адам и Ева, па до крвта на Захарија, синот на Варахија, кого го убивте меѓу храмот и жртвеникот. Меѓу храмот и жртвеникот. Значи, храмот Соломонов е урна, ти си сега храм. Жртвеникот е крвта Исусова, каде што е пролеана крстот на Исус. И тука се движиш ти, ако одиш таму и се оставиш стариот ти, стариот грешен човек, меѓу храмот и жртвеникот, тогаш ќе бидеш вистински храм на Духот Свети. Тројца се кои сведочат на земјата. Духот сведочи, не ти. Водата треба да се потопиш, да умре стариот човек, и крвта, да се крстиш со крстението Исусово, да се оставиш стариот човек. Вистина ви велам, сето тоа ќе дојде врз овој род. И затоа израелците потоа се убивани. А тие ви велат, амин, нека падне крвта. Тоа е друга тема. Нека падне крвта. Тие му вика Понтиј Пилат, крвта на овој праведник ќе падне врз вас. Нека падне врз нас и врз нашите деца. Амин, велат израелците. И видите колку израелци се убиени. Исусовата љубов кон Ерусалим. Ние зборуваме за небесен Ерусалим. Ние денеска прават во Ерусалим идолопоклонство кон тој град. Иако како поттикнувач на вера го прифаќам. Бидејќи кога бев таму, кога слезе духот во црквата на преображението, која држат муслиманите, значи духот слезе како пламен. И оттогаш почнав не можам да сопрам да сведочам за Исус. Се распламти духот. Те сакам Исусе, да го љубам Исуса. Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените кај тебе. Колку пати сакав да ги соберам чедата своји. Ова таткото го зборува, како квачката што ги собира пилињата своји под кријата. А вие не сакавте. Тој ве поканува, тој ве чека долготрпеливо. Колку време ме чекал мене да дојдам до вас состојби, иако на почетокот имав чувство дека има Бог. На почетокот хулев кон Бог. Се бунтував зашто луѓето се лоши. Најтешко е кога не можеш да ги промениш блиските, тие продолжуваат по истите и ќе ти станува тешко. Тешко. Од степенот на нељубов во нив. Зашто ви велам, нема да ме видите. Од сега довека не кажете. Од сега додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Господово. И тоа е тоа што треба ние да го кажеме. Благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Додека не го кажеш тоа, ќе дојде некој да ти зборува за Исус. Крвта ваша, еве го ова, крвта ваша на главите ваши. За израелците им рече, крвта отплата за гревовите.
Prethodno krv na životni kolea se mačka. Bez Isus tije se mačka so krv na životni ptici za da se očistat. Потоа Исус се мокни од Бог слезе и ја пролеа својата света крв. Плата за гревов, плати за нашите гревови. Плати. Он го плати цехот. Не откупи од канџите на сатаната. Плата за гревот е смрт. Не е потребно повеќе колење, крвосување, жртвување, курбани, овци, разни други јагниња. Исус вели милост сакам. Да ти вика, давате милоста, праведноста. Што се важно ни даваат 10, милоста, праведноста. Ама да ме ректе сам, слава ти Исусе. Милост сакам, а не жртви, ни вели Исус. Матеј 9:13. Милост, не заборавајте нашиот татко, оче, отец е многу милостив, долго трпелив, многу милост, не возлюби и ја пролеа својата света крв. Он беше во Исус и ги вршеше делата, својата крв за нас и за тебе. Плати за греот и ти си поканет на свадбата и не сакаш да дојдеш. Не откупи од себе си самите, од нељубовта, од сатанското во нас. Од тоа не откупи. Негова крв, не заборавајте на небесниот Отец и Создател. А апостол Павле ни вели, крвта ваша, низ на главите ваши. Тој го кажува на израелците, низ него живее и зборува Духот на Отецот. Ете, тоа треба ние да го постигнеме. Крвта ваша на главите ваши. Дела 18:6. Им зборува на евреите кои имаат завет со Бог. А го распнаа Исуса. Дојде кај своите и своите не го примија. Крвта ваша, наша. Ете уште за крвта се вели во Словото, да не јадеме крв. Оти таа е душа, значи имаме крвта наша и крвта негова. Да не јадеме крв, оти таа е душа. Пишано е, крвта е душата која Отецот ја даде, пролеа за сите нас. Исус им вели на евреите, да падне врзва сета праведна крв, што е пролеана на земјата од Авел до праведникот до Захарија, кога го убивте меѓу храмот и жртвеникот, Матеј 23:35. Тоа е целата суштина, ние се движиме меѓу храмот, кој е камен храм, мртов храм, гробница на христијанство, каде што се затворен Исус, не го дозволува да излезе, или ти храм и жртвеник каде што треба да се оставиш сами од себе си, а тие на жртвеникот остават други некои, иако Исус дал жртва. Крвта наша нивна, наша и нивна паѓа врз нас, тогаш крвта наша. Обрнете внимание меѓу храмот и жртвеникот. Дали сте вие храм, дали сте били на жртвеникот кај Исус, каде што Исус се жртвуваше, да паднете на колена и да му го предадете неговиот живот, вашиот живот во негови раце, да се крстите со крвта негова. Тие сите пророци и праведници ги убиваат. Тоа е праведна крв, избран народ и крвта паѓа врз ними. Крвта паѓа врз ними, отплата на гревовите за стореното. Без Исус е око за око, зап за зап, меѓу неговата и нашата крв. Што избираш? Меѓу храмот и жртвеникот. Дали си ти храм, дали на жртвеникот си го примил Исус да биде собственик на твојот живот? Нели крвта Исусова е врз нас? Ако дојдеме пред крстот негов, ако дојдеме на жртвеникот и се распнеме грешните и примиме нов духовен идентитет, духовно суштествување, ете сме пред крстот. Израелците, избраните, викаат, распни го, распни го. Пазете, избраните. Пилат се обидува да ги спречи. Тие велат, распни го, распни го. Кој е тој степен да го распнуваш семокниот Бог? Степен на нељубов. Се избра себе си, го избра Бараба. Разбойникот. Тоа покажува кои се тие. Разбойничка пештера, мојот дом го нарековте. Пилат вели, невин сум за крвта на овој праведник, за Исус, Матеј 27:24. И целиот народ вели, крвта негова нека падне на нас и на нашите деца.
Матеј 27-25 го прифаќаат гревот, затоа се убиени милиони евреи. Свесни се дека има отплата, имаат завет со Отецот. Крвта Негова Исусова ја пролеја, дојде кај своите и своите не го примија. Без Исус, затоа се убиени толку евреи во земната историја, оти плаќаат со сопствената крв. Без Исус со сопствената крв на нивните поколенија. Ете го апостол Павле пред евреите. Само што дојде од ке македонците и со Тимотеј. Сведочи пред евреите, тие хулат, не прифаќаат, го знаат Словото. Горди, самофалци, самонадејани, писмознанци во наводници, а го распнаа и се уште 2000 земни години го распнуваат Исус. Апостол Павле им вели: крвта ваша на главите ваши. Со вашата крв ќе плаќате, штом не сакате Исус со неговата крв да плати за вас. Тој веќе платил, но вие тоа не го прифаќате. Апостол Павле: јас сум чист. Од сега одам кај незнабожците. Нели македонците го повикаа Исуса, дела 16:9, 15:14 дела: ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, и потоа се македонците. И затоа секое негирање на македонците од страна на нашите соседи е проклество за сопствениот народ. Така да грците, албанците, бугарите, мислам дека кај србите малку поинаква состојбата. Тие го носат својот народ во проклество и тие се садукеи, фарисеи со непризнавање на македонците. Нели македонците го повика Исус: крвта наша, ваша и крвта Исусова. Крвта наша, ваша, твоја. Многу крв треба да се отплати, сета крв на праведниците. Многу крв меѓу храмот и жртвеникот. Тоа ќе биде плач и крцкање со заби. Без Исуса, крвта наша е врз нашите глави. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што и денеска ми го отвараш срцето. Ми го испрати овој човек да сведочи дека си жив, дека си тука, дека ме знаеш, дека си во моето срце. Се покајувам за секој греф, им простувам на сите. Никого не осудувам, се покајувам за гревовите на моите предци, за Антиох Епифан. Те молам да му простиш на мојот народ, прости му, не знаел што прави. Те молам да се тргне сето проклество од македонскиот полуостров. Повикувам кон тебе, дојди во Македонија и помогни ми. Исцелување за сите оние кои ќе речат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, покажи ми што да покајам, да ми ја тргнеш болката. Те сакам, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. За секогаш, Исус. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. Небесен, се враќам пак кај тебе. Да простувам ме научи, сите да ги љубам како ти, че да Божи сите сме во љубовта. Татко мој небесен, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. И милост Божја ме облече